Главната причина за намалување на крвни единици за време на летниот период е заминување на годишни одмори. Иако летото се јавува зголемена потреба на крвни единици поради честите сообраќајки се намалува бројот на крвни единици. Една од најхуманите работи е дарување на крв, но не секој може да дарува заради својата здравствена состојба. Секој здрав човек хумано е да дарува крв затоа што не се знае кога и на колку ќе затреба, велат анкетираните граѓани. Па има логика, пошто се луѓето на годишни одмори. Тоа, инаку, мислам дека не би се намалило. Само тоа е една причина што би се намалило. Секој здрав човек хумано е да дава крв, не знае кога него ќе му затреба, или на некој близок. А инаку, можам да ви кажам дека јас сум крводарител, додека можев, сега годините не ми дозволат, дека првиот ден се осеќам малце као поспаност, и се надокнадува. И мислам дека е полезно и од медицински гледан аспект за самиот донатор и за да стално да има нарочито, а обратно е, летно време, значи стварно луѓето се помалце присутни по градовите, а тогаш се случуваат сообраќајки, незгоди, тогаш треба повеќе крв, ама. Хуманите граѓани велат дека даруваат многу често, па повеќе од 30 пати. Не се соочуваат со проблеми, а велат дека летниот период внесуваат многу витамини и крвта многу побрзо се обновува. Анкетираните велат дека подобро е кога даваат директно крв на лица на кои им е потребно. Да, 40 пати. Не е проблем. Летото е подобро. Овоште јадеш и обновиш брзо. Па спасуваш живот, тоа е најбитно. А најдобро е крв да се дава директно. У болница, директно да видиш дека ти оде крвта. Полкилетно. Па зависи од дарувањето на крв, каде се намале. Од Општинската организација при Црвениот крст Штип вела дека во текот на летниот период се јавува зголемена потреба од крвни единици и затоа упатуваат апел до сите граѓани да се вклучат во крводарителските акции да дадат свој придонес во обезбедувањето на стабилни резерви на крв во интерес на колективното здравје.